Добар ден и од мене. Почитуван шеф на мисијата на ОПСЕ господин Килијан Вал, почитувани представници од мисијата на ОПСЕ, почитувана министерка Весна Јанеска, почитуван градоначалник на општина Аеродром господин Дејан Митевски, почитувани представници на Министерство за внатрешни работи, почитувани представници на Министерство за образование, почитувани и драги ученици. Ме радува фактот дека денеска сум помеѓу вас во ова училиште, каде што ја започнувам оваа исклучително значајна кампања наменета за младата популација, која е неголемо богатство нено општество и најсилниот двигател на неговата иднина. Реализирањето на активностите во оваа кампања, каде што е предвидена посета на училишта во повеќе градови во Македонија, е дел од проектните активности кои што се спроведуваат во рамки на проектот поддршка на националните власти во намалувањето на ризикот од пролиферација и злоупотреба на мало и лесно оружје имплементирано од мисијата на ОПСЕ во Скопје. Во оваа прилика дозволете ми да изразам искрената благодарност до проектниот тим, мисијата на ОПСЕ во Скопје, како и до донаторите кои што ја поддржуваат оваа кампања. Оваа кампања е порака до нашите најмили дека животот не е игра и дека секоја постапка носи одредени последици. Токму затоа, заедно со нашите партнери, се одлучивме водечката порака на оваа кампања да биде животот нема рестарт, оружјето не е игра. Лично, особено ми е драго што оваа кампања е насочена кон младите. Оружјето не е нешто што треба да се романтизира или пак потценува. Тоа не е забава и носи реални и сериозни последици. Многу често е доволно една непромислена одлука, еден момент на невнимание, за да се предизвикаат доживотни последици, кои не се однесуваат само на поединецот, туку на неговото семејство, пријатели, на целата заедница. Почитувани, борбата против злоупотребата на оружјето и насилството кај младите не е задача само на една институција. Тоа е заедничка одговорност. Училиштата имаат клучна улога во едукацијата, родителите во воспитувањето, локалните заедници во создавањето на безбедна средина, институциите во обезбедувањето на системска заштита. Токму оваа кампања е пример каде што заедно со Националната комисија за мало и лесно оружје, проектниот тим, образовниот систем и локалната самоуправа со заеднички сили работиме на полето на превенција да спречиме ризиците да станат реалност. Ова е пристап во кој секој има своја улога, но со заедничка цел безбедна и сигурна иднина за вас, за младите. На крајот од моето обраќање дозволете ми уште еднаш да истикнам цврстата определба на Министерството за внатрешни работи, која користејќи сите своји институционални и човечки капацитети, континуирано и посветено работи на справување со сите форми на насилство и криминал што ја засегаат младата популација. Свесни дека безбедноста на младите е темел на стабилно и просперитетно општество, остануваме доследни во нашата мисија да делуваме одлучно и одговорно во соработка со сите релевантни општествени чинители. Се надевам дека од оваа кампања сите ќе бидеме барем за еден чекор посвесни од претходно. Се надевам дека особено вие младите ќе сватите дека оружјето не е играчка, дека не треба да се воопште доаѓа во контакт со оружје, дека вие сте она кое што нас повозрастните не инспирира да твориме, работиме, создаваме и се надевам дека сите ќе излеземе поумни од денес со ваквите кампањи, а во иднина се надевам дека ќе ги има се повеќе и повеќе, за да можеме да се изградиме едно општество какво што особено вие заслужувате. Ви благодарам.